Референдум е облик на непосредна демократија и учество на граѓаните во донесувањето на политички одлуки. За да биде еден референдум успешен, потребно е да се исполни законски предвидениот цензус. Во моментов на избирачкиот список има 1.816.813 гласачи, што значи на гласање треба да излезат повеќе од 908.407 граѓани, а одлуката на референдумот ќе биде усвоена ако за неа гласа мнозинството од избирачите кои гласале или во случајов 454.203 граѓани. Но пред да се распише најавениот референдум, најпрво треба да се избере Државна изборна комисија, која се бира со двотретинско мнозинство во парламентот, а потоа мора да се прочисти избирачкиот список за да нема сомнеш дека ќе гласаат и фантоми. Тековно се ажурира избирачкиот список. Според изборниот законник се прават пресеци 4 пати годишно, в кои ги вклучуваат податоците од органите со кои што се работува Државната изборна комисија, а тоа се Министерството за внатрешни работи, Управата за водење на матични книги и основните судови. Одлука за распишување на референдумот носи собранието, а до денот на одржувањето не може да поминат помалку од 60, ниту повеќе од 90 дена. Но постојат опции во законот каков може да биде референдумот. Собранието за прашање од негова надлежност може да реши кога ќе го се формулира референдумското прашање кој вид на референдум ќе биде. Дали тој референдум ќе биде, односно неговиот исход, обврзувачки за нив, за собранието потоа да постапи по референдумскиот исход или пак ќе биде консултативно. Значи тоа е сепак во сферата на тоа како собранието ќе реши која ќе биде природата на тој референдум. Законот за референдум е стар 13 години, па потребно е и негово согласување со изборниот законник во делот на финансирањето на кампањата, за тоа кој е надлежен за жалбите на граѓаните и како се врши увид во избирачкиот список. Според тој закон, право на глас нема дијаспората, која за прв пат гласаше во 2014 година. Сите наши државјани кои што се на привремена работа или престој во странство, а сакаат да гласаат на овој референдум на државно ниво, би требало на денот на гласање да дојдат во Македонија и да гласаат на гласачките места овде во Република Македонија. Ако успее референдумот и мнозинството гласа за, собранието е должно во рок од 60 дена да го уреди прашањето, односно законите на кои се однесува. Во спротивно, истото референдумско прашање не може да се постави најмалку 2 години. Референдумот за договорот со Грција ќе биде трет национален референдум. Првите два беа за независноста во 1991 година и за законот за територијална поделба во 2004 година. Престојниот е планиран за крајот на септември.